Во просек на секој 2 недели на македонските патишта гине по еден пешак. Црната статистика покажува дека за 3 години, од 2022 до 2024 загинале 83. Во овој период имало над 2000 сообраќајки во кои директно им бил загрозен животот на над 2400 пешаци. Иако бројките се застрашувачки, анализите на полицијата покажуваат тенденција на намалување. Смртноста е со најголем процент кај пешаците над 65 години, а малолетниците најчесто се здобивале со тешки телесни повреди. 40% од сообраќајките биле во главниот град, односно околу 800 незгоди имало на скопските улици, а во кои директно засегнати биле пешаците. Според министерот Панчо Тошковски, МВР интензивно работи на законските измени за побезбедни улици. Факт е дека во изминатава година дена имаме негде околу 28, околу 30 жртви на кои што се жртви како последица на сообраќајни незгоди, а при тоа биле учесници во сообраќајот како пешаци, а вкупниот број на жртви кои се настанати како последица на непочитување на сообраќајни правила е негде околу 140 само за последната година. Тоа се катастрофални бројки. Само од почетокот на годината 5000 пешаци биле згазени на улиците во Македонија. Надлежните и познавачите уверуваат дека се работи на надминување на предизвиците за одговорно однесување на сите учесници во сообраќајот. Според статистиките од претходните години, 15 до 25% од вкупниот број на загинати лица во сообраќајните незгоди се пешаци. Односно 20 до 25 пешаци го губат животот на годишно ниво. Изминатата година во Република Македонија животот го загубиле 24 пешаци, а во првите 3 месеци од оваа година животот го загубиле 5 пешаци. Секој од нас, без разлика на улогата која што ја има во сообраќајот, е пешак во одреден момент. Одговорноста е еден од битните сегменти при управување со безбедноста во сообраќајот, а без одговорност не може да се постигне целта, доколку не постои ефикасен систем на действување на сите нивоа. МВР на повеќе начини ги едуцира граѓаните со посебен акцент на децата кои од најмала возраст треба да се запознаваат со сообраќајните правила и прописи. Во соработка со локалните самоуправи и други институции, Министерството работи на подобрување на пешачката инфраструктура, поставување на соодветна сигнализација, осветлување на критични точки и воведување на заштитни мерки, како што се така наречените лежачки полицајци и пешачки острови. Полицијата вели дека се казнуваат сите и возачите кои не ги пропуштаат пешаците или пак не внимаваат, но и граѓаните кои претрчуваат преку улици и булевари каде нема обележан пешачки премин.